Тука од собранието каде што во теке седницата, каде што на дневен ред е изборот, односно реконструкцијата на владата, изборот на нови министри. Во моментов во законодавниот дом во теке дебатата околу новите членови на владиниот кабинет, кои што на број ќе бидат 8, а се очекува да бидат избрани во текот на денешниот ден. Нивните имиња во јавноста веќе се познати. Нов министер за здравство треба да биде Сашо Клековски од ВМРО ДПМН. Од таа партија доаѓа и новиот министер за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Нов министер за локална самоуправа треба да биде Иван Стојковиќ, кој што доаѓа од коалицијата на ВМРО ДПМН, а кој претходно беше министер за односи меѓу заедниците. На негово место во ова министерство ќе дојде Агон Ферати од партијата Влен. Нов министер за култура ќе биде Серат Сулејмани, кој што исто така доаѓа од Влен, додека со земјоделство ќе раководи во иднина Борче Серафимовски, кој што доаѓа од Знам. Нов министер ќе има и без ресор, кој што доаѓа на местото на Шабан Салију, а тоа ќе биде Ерџан Демир од ВМРО ДПМН. Образложувајќи зошто ги предлага овие нови министри во собранието, премиерот Христијан Мицкоски кажа дека од нив се очекува она кое што се очекувало од министрите претходно, односно секој ден да работат честно, одговорно и за државата и да знаат дека нивниот мандат доаѓа од народот и треба да работат за народот. Кажа дека во минативе 2 години конечно во Македонија почна да работите да се движат напред, односно во државата повторно се вратила вербата дека има можности, дека има можност за напредок, дека државата може да оди напред во секој чекор, дека има доверба во институциите. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека тоа не е доволно, бидејќи доверба во институции во државата не се градила за 2 години, туку за тоа е потребен многу подолг период, а тоа ќе биде задача на идниот владин кабинет и во наредните 2 години од овој владин мандат. Да слушнеме дел од изјавата на Христијан Мицкоски, образложувајќи зошто се предлагаат новите 8 министри во владата на Македонија. Денес не барам од вас доверба за поединци, не барам доверба ниту за една политичка партија, барам доверба за продолжување на еден процес. Процес во кој државата повторно ќе се исправи на нозе, во кој ќе ги обновиме темелите, во кој покажавме дека повторно можеме да градиме, да создаваме и да победуваме. Уведен сум дека најдобрите години не се зад нас, туку се пред нас, но тие нема да дојдат сами. Еден ден, која ќе не оценува историјата, нема да праша кој бил власт, а кој опозиција. Нема да праша кој победил во дневните политички расправи, ќе праша 3 работи. Дали бевме достојни на времето што ни беше доверено? Дали оставивме држава посилна отколку што ја затекнавме? Дали им дадовме на нашите деца повеќе можности отколку што ние самите имаме? Јас верувам дека одговорот е да. Затоа денес ве повикувам да ја продолжиме оваа мисија со повеќе мудрост отколку суета, со повеќе единство отколку поделби и со цврста увереност дека нашата најголема обврска не е кон нова генерација политичари, туку кон идните генерации македонски граѓани. Нека тие еден ден кажат дека ова беше времето кога Македонија поверува во себе. Времето кога престана да се задоволува со малку и почна да се стреми кон големи цели. Времето кога државата не беше само место во кое се живее, туку идеја во која повторно се веруваше. Тоа е визијата што ја нудиме, тоа е обврската. Околу предлогот за нови министри во собранието се разви жестока дебата во која учествува и пратеници од власта и од опозицијата. Пратениците од власта повикаа на поддршка на новиот владин кабинет кој што го предлага премиерот Христијан Мицкоски. На говорница искочи координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски, кој што кажа дека реконструкцијата на секоја влада е нормална работа со цел освежување на владиниот кабинет за уште подобри резултати во наредниот период, односно во втората половина од владиниот мандат. Тој кажа дека од оваа влада можеме да очекуваме дека и во следната половина ќе даде добри резултати, бидејќи тоа било случај во текот на минатите 2 години, кога владата успеала да ги заштити македонските национални интереси, но исто така било доста работено и во делот на економијата, односно растот на платите, падот на инфлацијата, растот на бруто домашниот производ, бројки кои што носат подобар живот за сите граѓани. Да ја слушнеме изјавата на Мицевски на оваа тема. Реконструкцијата на владата не е знак на слабост, ниту пак е изнуден политички маневр. Напротив, ова е нормален, принципиелен и стратешки чекор на освежување на тимот, внесување нова енергија
и дополнителна ефикасност во редовите на извршната власт. На почетокот сакам да истакнам дека како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата даваме целосна, безрезервна и силна подршка на политиките на премиерот Христијан Мицкоски и на оваа влада. Секојдневно докажуваме дека државата ја придвижуваме во правилна насока, водени од мудри, долгорочни и стратешки чекори, а не од ефтин дневен популизам. На Македонија и се потребни луѓе кои што испорачуваат брзи, кои што ќе испорачуваат не брзи, туку стабилни, долгорочни резултати. Додека ние нудиме решенија, визија и реформи, од спротивната страна гледаме само безидејност и страф. Од народните избраници на Социјалдемократскиот сојуз можевме да слушнеме пораки кои што веќе ги имаме слушнато од партиската говорница на партијата, односно дека владата во овие 2 години била неуспешна, не исполнила речиси ништо од она кое што го ветила. Меѓу оние кои што говореа беше пратеникот Миле Талевски, кој што кажа дека владината реконструкција доаѓала поради тоа што владиниот кабинет бил неуспешен, иако тоа е нормална работа која што можевме да ја забележиме неколку пати додека на власт беше и самиот Социјалдемократски сојуз. Да ја слушнеме изјавата на Миле Талевски на оваа тема. Пред нас денеска имаме признание за неуспехот на владата на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. За жал не само што имаме признание за неуспехот, туку имаме потврда дека не чекаат уште полоши години. Овој предлог јасно ни покажува дека ниту Мицкоски, ниту тие околу него имаат визија за тоа како да ја водат државата, како да го подобра животот и стандардот на граѓаните, ниту пак имаат знаење за тоа. Денеска видовме дека ниту Мицкоски, ниту ВМРО ДПМН, ниту пак владеачките коалициони партнери немаат ниту едно кадровско решение кој што ќе донесе нова свежина, немаат никаков потенцијал. По само 2 години мандат, премиерот ги медува министрите за кои до вчера ги бранеше и ги представуваше како успешни. Денеска во оваа дебата учество зема и пратениците на ДУИ, кои што претходно 20 години беше на власт, а сега 2 години е во опозиција. Тие повторно во најголем дел од своите говори решија да се осврнат на правата на албанците, односно велејки дека Влен во минативе 2 години не направиле ништо за албанците, за западниот дел од државата. Да ја слушнеме изјавата на пратеничката Рина Ајдари на оваа тема. Влен ништо не реализираше од тие 6 болници во регионите каде што живеат албанците, изградбата на универзитетската клиника во Тетово како модерен центар за целата Западна Македонија, бесплатни здравствени контроли за секој граѓанин, секоја албанска општина да има ургентен центар и многу зборови. Каде остана Албанската банка, каде остана 10.000 евра за секој граѓанин, каде е Министерството за диаспора, каде сте тие 6 болници и сите тие се само на хартија во нивната предизборна програма за 2024 година. Инаку ова третата точка е изборот на новите министри во владата. Во првите 2 точки беше разрешување на министрите кои што се платени со реконструкцијата, како и оние заменици министри. Од сегашниот владин кабинет од правда заминува Игор Филков, од земјоделство Цветан Трипуновски, од односи меѓу заедниците Иван Стојковиќ, од здравство заминува Азир Алиу, од туризам и култура Зоран Љутков, од социјална демографија, политика за социјална демографија и млади Фатмир Лимани, од локална самоуправа Златко Перински, додека од заменик министерските позиции разрешени се Ѓоко Велковски и Седат Сулејмани, кои што виднина ќе бидат министри во ресорите кои што претходно беа заменик министри, односно култура и социјална политика, демографија и млади. Во своето излагање премиерот Христијан Мицкоски кажа дека оние кои што заминуваат од своите позиции во текот на минативе 2 години имале успешни резултати во исполнувањето на програмата која што владата ја ветила пред граѓаните пред 2 години кога ја представуваа својата програма. Велики дека нивната смена е со цел освежување и нови принципи на работа на владата во текот на наредните 2 години со цел уште подобри резултати за македонските граѓани.